Vedli Tebe duch, zašto divno je carstvo to nebesno. Blaženi se oni što plaćat, zašto ti je ke se uzdržat. Blaženi se milostivi te, zašto ti je se pomiluvani. Blaženi se čistite po srce, zašto ti je ke go vida duh. Zašto ti je sinovi Božji se, blaženi ste koga keve gonat i progonat zaradi mene. Blaženi se krotki te bodu, ti je keja nasledat zemljata. Blaženi se gladni te zapravda, zašto ti je ke se nasita. Тој вториот псалм е интересен од Светото писмо на нашиот Господ Исус Христо, односно на Отецот Небесен. Е интересен бидејќи ја го појаснува соодносот на човекот со Отецот Небесен, со Господ и со Неговиот Син Исус Христос. И сакам да го споделам со вас. Благословувајте го Господа. Во Светото писмо има едно место да не се жалите и се што имате да му кажете на Бог, кажете му го во молитва. И предајте му ги нему сите грижи во молитва. Има еден стих кој вели: легнувам, станувам и заспивам, зашто Господ ме чува. Суштината е, луѓето велат дека има Господ, нема Господ. А ние зборуваме за Отец на небесата, татко со кој треба да имаме однос, како што го имаат малите деца кон родителот. И за ништо да не се грижиме, се разбира ако го слушаме нашиот татко. Ако таткото му каже на детето да не ја става раката во оган, а тоа ја стави, се разбира таткото нема вина. Тогаш е твојот личен избор. Суштината на соодносот на човекот е Бог, е како татко и мало дете. Тој ти вели да не правиш тоа, да не правиш тоа, а ти ако го правиш, тогаш и потоа велиш: нема Господ, видете како ми се случи. А Господ ти кажал да избереш живот или смрт во зборовите. Така пишува во Светото писмо, во оваа голема духовна драма, која ги објаснува односите на човекот и Бог. Нешто што е суштинско, зашто сме дојдени на оваа земја, за да го избереме Господ Исус Христос и од Син човечки да станеме Син Божи, да се вратиме повторно во љубовта Божја на Отецот Небесен. Псалмот 102: благословувај го, душо моја. Благословувај го, душо моја, Господа, и целата моја внатрешност да го благословува Неговото име. Ние зборуваме за принцип да се родите во Бог, Бог да живее во вас. И како што вели апостолот Павле: не живеам јас, туку Господ живее во мене, Христос живее во мене. За пребивање на Бог во вас, за соединување со Бог и потоа во дух да се вратиме во Божјата црква на небесата, каде престол се јагнето, видлив за нас и Отецот Небесен. Отецот Небесен кој пребива во Исуса во јагнето,
Ако не сте читале Библијата, тешко ви е да разберете на почетокот. Но треба да се почне со одреден стих од Библијата. Читајте го, размислувајте го, не одете понатаму, додека Господ не ви отвори, молете се да ви ги отвори, да ги разбирате писмата, како што пишува во Светото писмо. Вториот стих: благословувај го, душо моја, Господа. Благословувај го, душа моја, те сакам, Господе Исусе Христе. Слава ти, Татко Небесен. И не заборавај ги сите негови добрини на оној, сите негови добрини на оној кој ги очистува сите твои беззаконија, кој ги исцелува сите твои болести. Значи, Бог го испраќа својот син Исус, најголемата драма на животот и смртта. Откако гледа дека луѓето не можат, имаат грешна природа да ги издржат 10 Божји заповеди: не кради, не убивај, не лажи, не сведочи лажно против својот ближен, не пожелувај ништо што е туѓо. Го испраќа својот син Исус Христос, кој на крстот ги зема сите наши болки, болести, страдања и гревови. И не морате вие да ги носите. Можете да го изберете Исус Христос, да му предадете се нему и да живеете плодоносен и победоносен живот. Претходно луѓето колеа грлици, птици и со крвта се откупуваа за кратко време, даваа крвни жртви, она што денеска го прават одредени религии и одредени деноминации курбан го велат. Курбан се попрскуваат со крвта. Ние сега зборуваме за Божјата крв. Бог го дава својот син во кој тој пребива на крстот и ги зема сите ваши гревови. И ако го изберете вие, тогаш тоа е портата на спасението, како што пишува: одите повторно во Божјата љубов, во Божјата преградка, во вечен живот. Излегувате од овој материјален свет, кој што гледате нема правила, нема љубов, нема мир. Тоа е еден свет во кој владее сатаната и кој сака да ве свлечка долу во огнено езеро. Значи, Господ, оној кој ги очистува сите твои беззаконија, кој ги исцелува сите твои болести, кој го избавува од распаѓање твојот живот, кој го избавува од распаѓање твојот живот, тој што го живееш на земја, во материјалниот свет, и кој те овенчува со милости добрини. Тој е нашиот Бог Отец, таков е. Горе на небесата, како татко може да ве држи за рака, како го изберете Исус, зашто не може никој да дојде при мене, вели Отецот, освен преку Исус. И Исус, никој не може да дојде при Отецот, освен преку мене, вели Исус. Значи, ние имаме сооднос. Кој ќе го избере Исус, ќе биде измиен со крвта негова, која ја пролеа за секој од нас. И тоа е новиот завет, зашто каде што има завет, треба да има крв на заветувачот, кој ја исполнува со блага твојата желба. Тој е Бог. Како на орел ќе се обновува твојата младост. Како на орел ќе се обновува твојата младост. Тоа е ветување од Бог Отецот, ако чекориш по небе му служиш. Господ им дава милост и суд. Милост и суд на сите онеправдани. Он му ги покажа своите патишта на Мојсеј, на Израелевите синови барањата своји. Господ вели: моите патишта не се ваши патишта, моите мисли не се ваши мисли. Значи, ако чекорите со Бог, треба да чекорите по неговите патишта. Тој вели на едно друго место: кој врви по мене нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Ако сакате да имате светлина во животот, врвете по Исус. Штедар и милостив е Бог Отецот, долго трпелив и многу милостив. Тој чека сите да се покајат. Има една приказна за грешниот син кој го потрошил сиот свој имот, накрај се враќа кај таткото и тој заколува јагне и прави веселба. Јагнето кое го заколе Исус Христос, кој ќе го изберете, и тогаш одите на веселба со него. Божјото царство не е во јадење и пиење, туку во мир, правда и радост во Светиот Дух. Он му ги покажа штедар и милостив е Господ, долго трпелив и многу милостив. 102 псалм, 8 стих. Он не се гневи до крај, ниту вечно се лути. Он не се гневи до крај, ниту вечно се лути. Значи, човекот избира смрт.
Ti mu veliš na detetu da ne odi v ogan, to gazi v ogan i si zgorува i po to treba da zazdrave. I po to го обвинува Бог таткото. А тој му рекол да не гази в оган, тој ви вели врви по мене, остави се земно и врви по мене, ако можеш да врвиш по Исус. А тоа подразбира да ги правиш истите оние работи кои ги правил тој, бидејќи ти е даден како образец имитативен театар. Он не се гневи до крај, ниту вечно се лути, како таткото што му прости на грешниот син. Он не ни направи ништо според нашите беззаконија и не постапи според нашите гревови, ги заборава гревовите. Ако простиш на сите и се покаеш и не грешиш повеќе, зашто колку е големо растојанието од небото до земјата, колку е големо растојанието од небото до земјата, толку е голема милоста на Господа спрема оние што се бојат од Него. Видете, луѓето ако читат Библијата мислат дека треба да се плашиш од Бог, да се плашиш, бојат од Него. На неколку места во Библијата е пишано кој се бои не е совршен во љубовта. Тие знаете дека имате Бог, можеш да се боиш од Него ако грешиш. Ако тој ти му рекол на Адама, не јади од дрвото на познавањето на доброто и на злото, оти ќе умрете, на Адам и на Ева, и тие јадат. И тие потоа пишува дека се избркани. Едноставно по законот старозаветниот око за око, зап за зап, се оно што ви го прават луѓето, правите им го. Вие се што правите, правите за себе. И кога ве тера некој да простувате, вие простувате за себе. Тогаш вие живеете живот во проклетство, во болка, бидејќи не сте го послушале Бог Отецот. И ние можеме не веќе да викаме Господи, туку Боже мој, татко мој. Значи, толку е голема милоста на Господа спрема оние што се бојат од Него, дека еден ден ќе застанеш пред Него и треба да одговараш за своите постапки, а знаеш дека се грешни. Колку се далеку исток од запад, толку ги оддалечил Он од нас нашите беззаконија. Како таткото, еве го односот, како таткото што го милува синовите. Значи, семејството е мало, Божјо царство, како таткото што ги милува синовите, така и Господ ги милува оние кои се бојат од Него, тоа подразбира оние кои го следат, кои врват по Неговата патека, кои се плашат да не паднат во грев. И затоа денеска современиот свет кој го владее сатаната го уништува семејството со така наречени протести на LGBT заедници, каде што ти немаш татко, немаш родител од кој да се боиш, тогаш тешко ќе го разбереш и со односот со Бог Отец. Значи, татко мој, тогаш ти немаш татко. И сатаната действува на растурање на семејството LGBT за признавање паради на гордоста. Гордоста е грев, смртен грев. Таа приказна со сексуалноста испревртена која е проклетство и казна од Бог поради гордост е запечатена во соленото море, во Содома и Гомора. Значи, сатаната сака да го уништи семејството. Како таткото што ги милува синовите, така и Господ ги милува оние кои се бојат од Него. Бидејќи во семејството имате микро Божјо царство, имате татко и знаете ако сгрешите нешто ќе треба да излезете пред Него. За човекот има грешна природа, телото е грешна природа. И душата треба да се избори од телото физичко, да премине во тело духовно, да се врати кај Бог. Зашто Он, татко наш, го знае нашиот состав, помни дека сме од земја. И затоа телото се враќа во земја, зашто пишано е во Битие, и го создаде Господ Бог човекот од прав земна и му дувна во лицето дух животен. И човекот стана жива душа. Тоа подразбира дека животот е од Бог, вие сте земја. Душата е од Него создадена, вие сте Негови чеда. Без разлика дали сте го избрали или не. Ако не го изберете, одите во огнено езеро, нов циклус, кој трае илјадници години. Затоа е пишан тој стих за Господа, 1000 денови се како еден ден. Еден ден се како 1000 денови се како денот од вчера. Дните на човекот се како трева, како полски цвет. Така прецутува тој.
tak je predsudeš i ti, brate moji. Pilíky ovaj život pominula kratko, keď se brzeš za sve mjesto, za dom, za materijalni i nemaš vreme za Bog, da go izbereš i potom se vraćaš nazad. Se vraćaš nazad. Drnite na čovjek od se kako treba, kako polski cvet, taka predsutува той, keď duvne li nad nego vetar i veke go nema. Keď duvne li nad nego vetar, nad tebe vetar i veke te nema, brate moji. I mjesto to veke nema da se poznava. A milostana Gospoda je od vek vo vek sprema onije koji se bojat od nego, veli ovde. Ne treba se svaća bukvalno. On je koji zna deka jedan den ke izlezat pred Bog. Togaž nema da saka da pravat grehovi, keď čekorat so Bog. Zna deka Bog on gleda se koji čekor. On je dolgo trpeljiv, mnogo milostiv, se gleda, se znaje. Ja znaje se koja naša postavka, se je zapišana ovo knjigata na životot. I pravdata njegova je od sinovite na sinovite, od sinovite na sinovite je njegovata pravda, koji go čuva zavetot njegov i gi pomnat zapovedite njegovi, za da gi ispolnuvat. Znači, zapovedite njegovi, deneska na naši od Gospod Isus Hristos se ljubi go svoj od bližen kako sami od sebe i ljubi go Gospod svoj od Bog so seto svoje srce, so si od svoj razum, so seta svoja duša. I togaž ti već je počneš da čekoriš sa Bog. Da podrazbira da ljubiš se, da prostuvaš, da se moliš za site, za neprijateljite svoji, molete se za onije što je navreduvat i gonat. Ako ti je teško da go shvatiš, to je ova logika, moli go Bog da go otvori tvoje to srce, čisto srce daj mi Gospodi. Zašto je pišano, blaženi se čistite po srce, zašto ti je ke go vidat Boga. Gospod go postavil svoj prestol na nebo to i carstvo to njegovo vlada je nad se. Gospod, tu je to velat Gospod vaka, Gospod taka, u jedan stih se veli, sekoj što go ispoveduva Sinot, Isus, ima i Otec. Sekoj što nego ispoveduva Sinot, nema i Otec. Znači, sekoj što nego ispoveduva Isus, nema Otec. Tu je to velat Gospod, Gospod. Nije zborujeme za tatko, tatko, Otec naš, Oče, tatko naš, tatko koji te drži vo racete, koji ispraća angeli, da te podigna za da ne se sopneš od kamen, koji ispraća angeli da te obgrnat, koji ne dozvoluva zlo da se dobliži do telota tvoje, koji ti dava laf i zmej da ubivaš, zmije otrovnice da nagazuvaš, po njegovo ime, u ime to Isus Hristos, ki izgonuva demoni, ki zboruva čudni jazici, ki položuva race na bolni, i tije ki ozdravuvat, u ime to na Gospod Isus Hristos. Blagoslovujte go Gospoda, site angeli njegovi, krepki po sila koji go izvršuvat, njegovi od zbor, slušajki go glasot od zborot njegov. Znači, vi imate dve pateke na zemlji, a to jedna da si živete kako što sakate vije, a to je satanski svet koji ga okružuje. A druga ta je da go slušate glasot njegov, da gi izvršuvate njegovite zapovedine ljubovta, da vrviti da čekorite so njegove ljubav, toj ke ve podigni, ke ve drži, nema da ve ostavite poginete. Ima jedan stih gde kojevo Gospoda ne se umoruva, ne gladuva, postojano dejstvuva. Blagoslovujte go Gospoda, site njegovi vojski. Togaž vi stanuvate molitven vojnik na Isusa Hrista, od koga ke se izborite za sopstvenata duša i ke mu je predadete na Isus. Ima jedan stih po Matej, koji ke ja zagubi dušata svoja, koji ke ja zagubi dušata svoja, ke ja začuva. To podrazbira da je zagubiš dušata svoja, da umre stari grešan čovjek, da se otkažete od grehot i da čekorite po Božjite zapovedi, da čekorite vo ljubav,
da ljubite se živo, da prostuvate, trpeljivo podnesuvaj nepravdi. Drugi otpate, znači, kojeg ja zagubi dušata svoja, kja začuva, a kojeg ja začuva dušata svoja, sija hrani duša, da si uživa to što si saka toj, kja zagubi. Blagoslovujte go Gospoda site vojske njegovi, ako si izborite za vašata duša i mu je predadete na vaš na Isus Hristos, kako što veli apostol Pavle, ne živeam ja, stuku Hristos žive vo mene. Vi je toga štanuvate molitven vojnik na Isusa Hrista i se molite za drugi. I što je da pobarate od Otec od moje ime? Veli Isus, ke vi bide dadeno, no ako gi izvršuvate, ne govite zapovedi, iako to je Božja ta volja. Ima jedna molitva, Gospode, daj mi go toa, samo što ti treba da mi go dadeš, koga te molam. Zašto molitva te na vernik, od tjego isceli bolni, od ti grevovi ako napravil, ke mu se prostat. Usrdna molitva se dosegnula do Gospoda, tatko moj, te molam za moja ta zemlja Makedonija, da dojdat učitelji i proroci, da se spasat ovi luge, koji žive ti ljadnici godini vo gref, iako ti go isprati apostol Pavle vo Makedonija vednaš postaje, otkako Antioh Epifan izvršuvaše zlodalova za evrejski od narod. Vednaš go isprati apostol Pavle, ko se nuvaše Makedonec od ti ne izbra, da bide me izbran sad, ke izberam narod, nego ne zna božcite koji će go proslavi moje to ime. Znači, narod makedonski, nokeska sonova feden son Makedonec, koji je izbran da go proslavuva Hristovo to ime. A deneska ovo Makedonija malkumina, go proslavuvame tvoje to ime, prosti mi Gospode, tatko naš, Isuse Hriste. Ararahti sim, ispratete angelska vojska angelska. Blagoslovujte go Gospoda site njegovi vojski, da pomognat na mojat narod, njegovite služitelji koji ispunuvat voljata njegova. Blagoslovujte go Gospoda site njegovi dela. Site njegovi dela, seje od Bog. I on je što nego spoznane Bog. I ne zna božcite. I on je što nautra od 4 časa pejat. Druga religija koja ne je od Isus Hristos. Site. Znači, blagoslovajte go Gospoda i site njegovi dela. Posite mesta na njegovo to vladenje. Blagoslovuvaj go, dušo moja, Gospoda. Blagoslovi, dušo moja, na Hrista Boga. Blagoslovi, dušo moja. Ako vi je teško da razberete zašto ste na ovaj svet, ako vi se sluči nekoja tragedija, ako izgubite nekoga, togaš ne znajete zašto živejete. Ima jedan stih, majka ti, tatko ti te napuštija, no jas nema da te napuštam, veli Gospod. Nije zboruvame za jedan blavog suštinski odnos na Bog, Otec, so njegovi od narod, so site njegovi dela, bedeki siteve sozdal toj, seje od Bog. Znači, blagoslovujte go Gospoda, site njegovi dela si oni što nese kako tebe i drugi te narodi, seje od njega. Ako gi blagoslovujete site, ke dobijete blagoslov. I razmislujte kako Isus postupi na krstot. Znači, toj koje praten angel ovoploten vo zemna žena, vo telo, i zema si te naši grevovi na krstot gi prikova i ni dava možnost sila da go izbereš Isus, da ti se prostat grevovite i da odeš vo Božjo to carstvo na nebesata. Deneska živejeme vo svet so posljednji vremija, kada što ništo ne može da vi iznenadi. Gledate sekakvi perverzni raboti, perverziji na teloto, anomaliji na dušata. To ljubovta se izladi, bo posljednite vremija ljubovta ki izladi, posebno u makedonska zemlja, možete da vidite što se slučuva, kakov je stepenotna omrazata. Sekodnevno se pizmat 2-3 politički sili, jedni protiv drugi, se pizmat do omraza i go raširuvat krugotna omrazata. Brate i prijatele, ako ti nedostasува ljubav, ako ti nedostasува Božji mir, ako je neprijatelj što dođe po jedan pat kon tebe, sakaš da bega po 7 patišta od tebe, možeš da go izbereš Isusa Hrista pravednikot. On gi zede našite bolke, bolesti i stradanja, preku nego ni se prosteni grevovite, da čekoriš so nego i od sin čovečki, da staneš sin Božji i da se vratiš kaj tatko to naš na nebesata
koji si te ne sozdao. Tatko moj, ti blagodaram i u ime na tvoj sin, ti blagodaram što ovije slova mi ih dade so vlasti sila. Neka gi doprat site onije koji gi sluša, neka gi dopre tvoja ta ljubav, tvoja ta sila, tvoja ta mudrost, da se usovrša tvoja ljubav ta, da go povika tvoje to ime i da vrvat po patot na večni od život i Božja ta svjetlina. Tatko moj, Isuse, ti ostavam sve što imam, moje telo, moja duša, moj timot, moja ta sopruga, moji te deca, moji te roditelji, rodnini prijatelji, moji te neprijatelji i makedonska ta zemlja ti ja ostavam. A vel mi, sve je tvoje i jas ništa nemam, vidjeki sam od prav zemlja, o koja si duvnal duh života, sada stanam živa duša. Ti blagodaram što mi davaš dar na mudrost, da gi razbiram slovata. Makedonci moji, ostanete mi vo mir, vo ljubov i dolgodenствие. I zapomnete širok patot što vodi kom propast. I mnozina minuvat niz nego. A tesen je patot što vodi kom životot. I malkumina go navodjat. Isus veli, ja sum patot, vistinata i životot. Hristovi blagoslovi do Božjo carstvo nebesno, dodek imaš glas i sila i si vo svesna sostojeva, možeš da go povikaš Isus Hristos, da vikaš so sveto srce, so sveta duša, da mu predaješ sve što ne je od Bog, da te očisti, da te prigotvi i da vrviš po negovata svetlina kod Božjo to carstva na nebesata. Amin. Mir vam, Makedonci moji, Hristovi blagoslovi. Blaženi su predmite po duh, zašto mirno je carstvo nebesno. Blaženi se oni što plaćat, zašto ti je ke se utežat. Blaženi se milostivite, zašto ti je se pomiluvani. Blaženi se čistite po srce, zašto ti je ke go vida Bog. Zašto ti je sinovi Božji se, blaženi ste koga kebe gonat i progonat zaradi mene. Blaženi se krotki te bodu, ti je ke ja nasledat zemljata. Blaženi se gladni te za pravda, zašto ti je ke se nasita. Slušam tvoj glas.